пред да го поканам Владимир Мартиновски, да каже неколку збора за Јана Бауер, која е главната добитничка на наградата на нашиот фестивал оваа година. Знаете, повеќето за оние што не знаат кратко, оваа година прв пат друга приказ на фестивалот е посветен на детската книжевност, а Јана Бауер е еден од најдобрите не само регионални автори, регион, сега дал Словенија е во нашиот регион, не со тоа југословенско наследство, туку е она доста позната и надвор од регионов. Книгата е преведена, најпознатата нејзина книга, веќе на 10 на 15 јазици. И насловот на таа книга, Грозовилата во страшната шума, е наслов и на нашиот фестивал. Од многу причини ја избравме Јана да биде добитник на главната награда. Тоа го решив уште пред короната да како кажам, да не нападне, да не окупира, ама некако испадна интересно насловот на таа книга, која е Арт Конект ја преведе, ја објави кај нас, наскоро ќе биде и вториот дел на книгата, и благодарен сум им исто што ни помогнаа многу луѓето од Арт Конект околу организацијава и сето тоа. Значи, насловот е Грозовилата во страшната шума и ги има и тие алузии на нашата карантинска состојба, на целата нашата чудна атмосфера, која баш потсека на некоја чудна шума во смисла на целата планета, како да ви кажам, која не знае што со себе, не знае како да се справи со и тој однос природа, луѓе, сето тоа. Тоа се темите на Јана Бауер. Јана Бауер инаку е драматург по професија, тоа веројатно и помага да биде сјаен писател, бидејќи се тоа тече брзо, ликовите се добро изградени, сјајни диалози, сјајна структура на повеќето нејзини книги, а особено овие од последниве години. Пишувала детективски книги во 90-тите, со тоа стекнала некакво име, исто за деца, книги на истрага и така, ама Грозовилата е најголем успех. Беше многу допрена, да кажам, трогната од нашата награда, од нашето внимание. Знаете дека многу тешко се патува периодов. Јана ке се обрати после ова мојов краток увод со едно 5-минутно видео. После тоа мојот колега Владимир Мартиновски ке каже исто нешто кратко за важноста на Јана Бауер, за детската книжевност. Па пак има кратко интервју од 9 минути со Лидија Димковска, нашата сјајна поетеса и преведувачка, која преведе, и не само поетеса, уствари, Лидија пишува извонредна проза, која преведе Грозовилата, и снимија интервју со Јана, така што и тоа ќе го погледнеме, а на крајот, кој шлаг на целава вечер, иако имаме и после тоа исто една кратка театарска представа. Значи, првата театарска представа, кој шлаг, би билам, во режија на Нела Витошевиќ, е направена според мотиви на приказната Грозовилата во страшната шума. Кратко трае, 15 минути, се надевам клинците, децата, дека најмногу ќе уживаат во тоа. Значи, овие 20 на минути, ако ви бидат досадни, деца, вам ви се обраќам, можете во паркот или што и сакате да правите, таму има книги во кјошот, значи бидете трпеливи, едно 20 минути ќе има говоранци за важноста на Јана Бауер, а и самата Јана Бауер ќе се обрати на видео. Ви благодарам што дојдовте и сега да го слушнеме обраќањето на Јана Бауер од Словенија, победничката на 5-то издание на фестивалот Друга приказна. Добър ден. Zelo sem vesela te nagrade vašega festivala, tudi zaradi sporočila, ki ga druga zgodba prinaša. Da je treba prostor, v katerem živimo, narediti odprt in strpen, sprejemljiv za druge in drugačnost v kulturi. Sama tak prostor vidim kot veliko, prijetno kuhinjo, v kateri se pri mizi vedno najde prostor še za enega. Tako je tudi sporočilo moje knjige, ki je letos, zahvaljujoč direktorju druge zgodbe, Nikoli Gelevskemu in njegovi ekipi, dalo ime festivalu. To potrjuje tudi dejstvo, da se ustvarjalci festivala držijo svojih načel
Kajti, če bi vprašali ježa, bi vam ta povedal, da groznovilca nikakor ni primerna za take javne prireditve. Ona je preglasna, preklinja, kvari mladež. A naj v zagovor svoji vili povem, da ima tudi lastnosti, ki jih je vredno premisliti. Pogumna je, srčna in vedno pripravljena stisniti pesti, kadar se v hudo hosto priklati kakšna požrešna veverica z rdečim klobukom, ki želi živalim pojesti vso hrano, ki so si jo spravile za zimo. Takšna je moja groznovilca in takšno je njeno sporočilo vam, otroci. V življenju je pogosto treba zbrati pogum in razmišljati z svojo glavo in se v določenih situacijah postaviti tudi za druge, ne le zase. In kako stopimo na takšno pot? S knjigami, seveda. Ampak z branjem je velikokrat tako kot z rekreacijo. Vsi vemo, da je gibanje koristno, pa se nam vseeno ne ljubi. Tudi groznovilca ima takšne težave v hudi hosti, ko organizira knjižno čajanko, ni nikjer nikogar. Čeprav so pravljice, ki jih bere, fenomenalne. Ko pa se živali zaljubijo v pravljice, jih kar same potegnejo naprej. Odlično je, če imate tudi starše, ki radi berejo, kajti vzgledi vlečejo. Kot pravijo, bralec se ne rodiš, bralec postaneš v naročju starša. Jaz sem svoje počitnice preživljala tukaj v rojstni vasi svojega očeta, ob reki Kolpi, na meji med Slovenijo in Hrvaško. V vasi smo imeli en sam telefon, televizijo pa sploh pogrešali nismo. Zvečer smo lepo sedeli pri mizi in kdor je znal, je pripovedoval. Moj oče je bil sijajen pripovedovalec. Poznal je veliko pravljic, anekdot, legend, pripovedoval je strašljive zgodbe o čarovnicah in dušah, pa zanimive zgodbe o tihotapcih in o zakladu, ki je zakopan tam zgoraj pod steno. Mnogo let kasneje se je vseh teh pripovedovanj rodila groznovilca, priskakljala je iz gozda in postala tako samosvoja, kot je lahko le ona. Pripovedovanje in branje, spomini na prednike in zgodbe v junaštvih so pomemben gradnik otrokove identitete. Mnogo pomembnejši od sporočil, ki si jih izmenjamo na družbenih omrežjih. In še o nečem mi je pripovedoval moj oče. Pripovedoval mi je o krajih, v katerih je služboval, ko je kot monter telefonskih central hodil po vsej bivši Jugoslaviji. In pripovedoval mi je o Skopju, o velikem mestu, o svoji prvi vožnji z avionom Skopje, o ljudeh, pri katerih je stanoval. Izjemno mi je žal, da danes ne morem biti z vami, da bi te moje prve spomine, ki so se ustvarile skozi pripovedne podobe, tudi v živo preverila. Žal mi je tudi zaradi ljudi, ki so zaslužni, da je groznovilca dobila svojo makedonsko podobo. To sta v prvi vrsti Maja Lazarovska in Aco Perovski iz založbe Art Connect, ki sta knjigo izdala, in pa seveda prevajalka in izvrstna pisateljica Lidija Dimkovska, ki je knjigo prevedla. Za konec pa še nagradno vprašanje. Kaj sem očetu nekoč, ko je praznoval svoj god, podarila? A. Ježa v lično zapakirani škatli z mašno na vrhu, saj je oče vedno govoril, da so ježi zelo koristne živali, ki jih je dobro imeti okoli hiše. Ali B. Panj s čebelami, saj je bil strasten čebelar in so mu tisto zimo poginile vse čebele. Ali C. Majhnega živega prašička, kajti vedno je trdil, da so prašiči v resnici še bolj pametni od psov. Psa pa si je nameraval kupiti, takoj ko bi se upokojil. Odgovor, za katerega menite, da je pravilen, pošljite na spletno stran založbe Art Connect in zadnji dan festivala si bo nekdo s pravilnim odgovorom prislužil izvod knjige Groznovilca v hudi hosti. Kje se vidime v Skopje. Da, pred da го видиме интервјуто, од кој што видовме само еден кадар меѓу Јана Бауер и Лидија Димковска,
ми припадна една многу убава, една многу пријатна задача да во неколку реченици, што се вели телеграфски, но доволно пластично да ви ја представам годинешната лауреатка, петта поред. Прво беше Албахари, Урошевиќ, потоа Савичевиќ, Иванчевиќ, потоа минатата година тука беше Ненад, и оваа година е Јана Бауер. Изборот, како што пред малку кажа Колја, да се одбере писателка која пишува за деца и млади. Еве, бас тука сме во еден простор, Младинскиот културен центар, значи потенцирам деца и млади, бидејќи сметам дека незината публика е навистина не само деца, туку и млади, туку и возрастни, би рекол, затоа што Јана Бауер е авторка која се чита навистина со огромно задоволство и ја прави таа магија на добрата литература за деца, да може да ја читаат читатели од сите возрасти. Тоа е еден можеби од тестовите на добрата литература за деца. Јана одлично го положува. Секако дека нема да ви откриам кој е одговорот, но баш во духот на незината книга ви го постави ова прашање со 3 можни опции. Јана Бауер е писателка која, како што многу убаво кажа Колја пред малку, е значена не само во едно од водечките имиња на литературата за деца, не само во Словенија, не само на Балканот, туку и во европски, па дури и во светски рамки. Доделувањето на оваа награда е навистина, мислам, многу значајно, бидејќи не само што става фокус на многу значајна писателка во литературата за деца во нашиот културен простор, туку пред се ни го привлекува вниманието кон една од незините култни книги. Таа инаку авторка на десетина книги за деца и млади. Сите се исклучително интересни, но она што е многу битно, од минатата година незината клучна книга Грозовилата во страшната шума во издание на Арт Конект и во прекрасниот превод на Лидија Димковска ни е достапно едновремено. Во печат е и втората книга. Од интервјуто објавено во најновата маргина може да дознаете, сесрно ви го препорачувам, бидејќи како што ова видео пред малку ни ја откри технологијата во незиното отсуство физичко, ни откри дека зад оваа книга всушност стои нешто што е драгоцено за секој од нас. Приказните што таа ги слушала од својот татко. Практично не постои човек кој не ја сретнал литературата за деца уште пред да почне да пишува, уште слушајки ги приказните. Нели, таа во неколку интервјуа инсистира на тоа колку се значени приказните што ги слушала од таткото, а во оваа приказна поврзана со книгата Грозовилата во страшната шума, секако многу битен е и незиниот син Мартин, кому му ја посветува втората книга, бидејќи таму открива дека всушност Грозовилата е лик кој незиниот син Мартин го измислува уште на 2,5 годишна возраст. Нели, зборот Грозовила е збор што го има кажано дете на 2,5 години, што е многу битно, бидејќи литературата за деца, нели, пред малку на дебатата беше спомната таа, нели, разлика детска литература и литература за деца, но секако дека децата како реципиенти, како оние кои ги слушаат и потоа и ги читаат овие возбудливи приказни или ги слушаат од прочитани од нивните родители или пријатели, нели, тие се оние кои влегуваат во оваа шума, шумата сватена како простор. Нели, секоја книга е еден вид шума, но особено оваа книга на Јана Бауер не враќа во архетипот на литературата за деца, а тоа е просторот на шумата.
влегувањето во шумата и секако возбудливите ликови. Пред се насловниот лик на грозовилата, за која што веројатно ќе стане збори во интервјуто, но и ликовите на животните. Еве и вчера токму од оваа сцена видовме колку многу и нови песни од најновата продукција на песни за деца беа поврзани со животни. Во дружината на животните во Страшната шума е навистина исклучително возбудлива, многу интересни ликови, не враќаат практично на прототиповите на литературата за деца, секако на басната и на бајката. Овој роман е една многу возбудлива бајка, полна со авантури и можеби она што е најбитно, клучниот лик, ликот на грозовилата, предмалку беше карактеризирана од писателката, можеби најбитната работа која веројатно е битна не само за литературата за деца, не само за литературата, туку и за целата уметност. Токму ликот на грозовилата може да се поврзе со непредвидливото. Таа е непредвидлива од првите постапки во романот па се до последните. Тоа е еден лик, како што многу убаво предмалку беше споменато, дека можеби целта на книгите е да ни помогнат уште од деца па до најзрела возраст, нели, да размислуваме, како што рече предмалку Јана во интервјуто, со сопствена глава. Она што е многу возбудливо поврзано со оваа книга е начинот на кој таа навистина многу експлозивно и многу спонтано ги пробива границите на словенечкиот јазик. Ова е една книга која споменато е дека веќе на 17 јазици, меѓу кои и македонскиот, е достапна за најмладите читатели. И она што е можеби уште повозбудливо е книга што кај децата предизвикува и тие да се почувствуваат, да го почувствуваат тој уметнички импулс во себе. Дел од нив пишуваат песни, раскази, приказни инспирирани од овој детски роман. Дел од нив ја цртаат грозовилата или животните, така и за време на овој фестивал. И она што е особено возбудливо е дека лесно преминувајќи ги границите, за среќа го имаме во одличен превод на македонски роман, навистина може да се почувствува таа вештина на раскажувањето. Нема непотребен збор во овој роман, навистина нема непотребни описи, дејството тече многу спонтано, се гледа дека Јана е драматург, дијалозите се извонредни и нејзината реченица, мислам дека Лидија Димковска успеала да ни ја долови целата нејзина пластичност, целата нејзина ритмичност. Предмалку се зборуваше кои се фактори се битни за литературата за деца, секако дека како и за многу други дела, тука и за овој роман мора да го споменеме името на Керолан Тау, која е илустраторка. Го споменав името секако и на Лидија Димковска, која ни ја приопштува името. Оваа книга на македонски треба секако да ги споменеме издавачот, нели, Арт Конект, кој, значи, тие уреднички елементи се исто така многу битни, особено бидејќи зборуваме за авторот еден таков формат, нели, Јана Бауер во словенечката, а и на меѓународната сцена не е само писател, таа и преведува пред се од англиски значајни автори на словенечки, но е и уредничка, нели, во најстарото книжевно списание во Словенија, кој излегува од 1933 година. Современост и баш ја уредува прво литературата за деца во млада современост, а потоа сега е главен и одговорен уредник. Им честитам и на организаторите на друга приказна, на домаќините што одбрале една ваква богата творечка личност, која што, ќе видиме одгласи од нејзиното творештво малку подоцна, нели, ќе видиме токму тие транспозиции, правени се многу представи ширум светот, ширум Европа, според нејзините книги, а за неколку минути ќе видиме една драмска изведба поврзана секако со приказната. Ви благодарам на сите и
секако дека и честитам на Јана и чекам како и верувам сите вие да излезе од печат вториот дел, таа го најавува и третиот дел дека е веќе напишан, вториот да ви израдувам веројатно додека зборувам се печати. Ви благодарам. Значи, драга Јана Бауер, ти честитам за наградата, друга приказна која се доделува во Македонија, во Скопје, и би сакала да кажам дека ти си првата авторка за деца која добива оваа награда, односно пета добитничка на истата награда, откако ја добија Давид Албахари, Влада Урошевиќ, Олја Савичевиќ-Иванчич и Ненад Величковиќ. Дали во тој контекст на автори кои што ја добија наградата за својата книжевност, но некако автори за деца, и уште повеќе ти значи оваа награда бидејќи си прва авторка која добива наградата за книжевност за деца? Lep pozdrav, jaz sem res zelo vesela te nagrade, tega festivala. Ne le zato, ker je mladinska književnost pravzaprav ena zelo pomembna književnost, saj na nek način smo mi tisti prvi avtorji, ki vzgajamo mlade bralce, ampak tudi zaradi značaja tega festivala, zaradi zgodovine tega festivala, zaradi tega, ker ta festival se zavzema za druge, za drugačnost v kulturi, za odprtost, za strpnost. In vesela sem zaradi tega, ker se tudi jaz v svojih knjigah zavzemam za enako odprtost, strpnost. Mislim, da je Huda hosta tudi na nek način tak prostor, ki skuša skozi mladinsko pripoved to nekako spodbujati med bralci. Фестивалот Друга приказна во Скопје, во Македонија, е во целост посветен на грозовилата и навистина тоа е голема чест во рок од 3 дена додека трае тоа фестивалско дружење, сите да разговараат, да расправаат за грозовилата, за една таква личност каква што е грозовилата, значи децата ќе ја цртаат, возрастните дури ќе се надпреваруваат во раскажување приказни, во кажување песнички, ќе има и концерт, а исто така и книжевна чајанка, исто како во твојата книга, на која што ќе се јадат колачиња, ќе се пие чај и ќе се разговара за грозовилата. Дали еден таков одзив на еден ваков фестивал како што е Друга приказна во Македонија ти значи во контекст на тоа што се случува денес во книжевноста и како ние како луѓе и низ книжевноста и низ животот некако брзаме и забораваме на добрите, мали, убави нешта што се случуваат околу нас? Ja, jaz sem res izjemno vesela in to je res izjemna čast tako zame kot za avtorico, kot za groznovilco, kajti mislim, da se ji v njenem življenju še ni kaj takšnega zgodilo, da bi postala glavna zvezda nekega festivala. Tako da obe sva izjemno veseli. Tudi jaz. In res, žal pa mi je, zelo mi je žal, da mi dve obe zdaj ne morava biti tam. Mogoče bi potem organizirali še kako pripovedovanje strašljivih zgodb lahko. Tako da, ampak k sreči vsej književni liki lahko potujejo v času korone. Значи, наскоро истата издавачка куќа Артконет од Скопје ќе ја објави твојата втора книга Грозовилата и дивата зима во мојот превод. И убедена сум дека читателите и читателките во Македонија кои што веќе имаат прочитано твојата книга Грозовилата во страшната шума, одвај чекаат да излезе и вториот дел. Значи, сакам да кажам дека во Македонија постои едно 5-годишно дете, Калин Доковски, кој толку многу ја засака Грозовилата, што дури направи цела серија цртежи на тема на Грозовилата и предлагам на Јана да го поздравиме и да му мавнеме. Živjo, Kalin! Prebrala sem tvoj intervju skupaj s prijateljico, ki govori makedonsko. Obe sva se izjemno zabavali in povedal si nekaj izvrstnih reči. Še zlasti mi je bilo všeč tam, ko si govoril o tem, kako ni samoumevno, da knjiga pade pred bralca, to se mi je zdelo izvrstno. Videla sem tudi risbice,
Tako da najlepša hvala. Во Македонија сега знам дека има и други деца кои што исто така ја сакаат твојата грозовила и ќе засакаат уште повеќе после ова фестивалско дружење кое што сега тече во Македонија. За жал ние не можеме да бидеме таму и да уживаме во сето тоа, но верувам дека и тоа ќе се случи. Инаку денес кога го снимаме ова наше интервју е 1 септември, во Словенија започнаа да работат училиштата и твојот син Мартин кој што е 8 деление, всушност е нашиот камерман, а Мартин всушност ја измисли грозовилата, за што лично навистина му се заблагодарувам од се срце и се надевам дека еднаш сите ќе бидеме во навистина жив контакт со твоите читателки и читатели во Македонија. Jaz pa bi rada se zahvalila tebi, Lidija, da si groznovilci nadela makedonsko podobo, da je groznovilca pravzaprav spregovorila v makedonščini. Tako da to res se ti zahvaljujem za ves tvoj entuziazem in za vso pomoč in seveda tudi založbi Art Connect in vsem, ki soustvarjate ta festival. Hvala lepa in čestitke še enkrat. Hvala. Ti благодарам уште еднаш и честитки уште еднаш за друга приказна. Hvala.